10 poznati štipski firmi na Isar mu должат невероятни 50.000 евра за вода. Ова го покажала последната анализа на долговите направена во најголемото комунално предпријатие во регионот. Овде станува збор за фирми кои што работат и произведуваат бели пецива. Станува збор за фирми кои што градат големи инфраструктурни објекти од градежништвото. Станува збор за фирми кои што имаат конфекции. Станува збор за фирми кои што имаат млекари. Станува збор за фирми кои што имаат голем ланец на производство, имаат огромни суми на пари, а не ги плаќаат сметките за вода. Кога може обичниот граѓанин да си ги подмирува сметките кон јавното предпријатие Исар, која зима платата на први, и таа е мала, значи си плаќа прво што обичните граѓани си плаќаат вода, си плаќаат струја, после што и остана си го прекаруваат месецо, така да и овие газди кои што возат големи джипови, кои што се луксузираат, мора да си ги платат сметките. Неверојатно високата сума која Исар ја побарува отвора дилема зошто досега парите не се наплатени и што Исар ќе направи за своето да си го земе. Како директор на јавното предпријатие Исар сакам да порачам на сите граѓани дека треба да си ги плаќаат сметките редовно, за да може ние како јавно предпријатие да функционираме и да ги извршуваме секојдневните обврски. Ние како јавно предпријатие најавуваме дека нема да го фрламе ѓубрето, да изнесуваме сметот на оние фирми кои што не ги подмируваат сметките кон нас. Со овие 10 фирми веќе започнуваме, а некаде во петок и понеделник ќе се изврши исклучување од водоводниот систем. Во меѓувреме на листата на должници беа и дел од штипските советници. Советниците во целост ги подмирија своите долгови на нула. Има и друг советник кој што должи пари. Денес му е пратена опомена за 5 дена советникот дека не го раши долгот ќе биде исклучен од водоводниот систем. Вкупно граѓани и фирми на Исар му должат околу 100 милиони денари, од нив околу 70 милиони се долг на граѓаните, а останатите на фирми. Во меѓувреме Исар има за враќање уште 63 милиони на име камати од кредитот на ЕБОР и 23 милиони има тековни долгови кон доверители. Доколку сите граѓани и фирми навреме си го платиле потрошеното за вода, Исар не само што ќе ги вратеше сите долгови, туку предпријатието ќе беше и 14 милиони денари во добивка.